Добар ден, добре дојдовте во вестите на Канал 8. Центарот за развој на Источниот плански регион ја организираше втората работилница за создавање кластер за креативните индустрии во регионот. Тој треба да обезбеди нивен поуспешен настап пред потенцијалните партнери во земјата и странство. Центарот за развој на Источниот плански регион ги продолжува активностите за оформување кластер за креативни индустрии, во кои ќе бидат опфатени малите и средните предпријатија. Со тоа, Брегалничкиот регион ќе биде прв во државата во кој ќе се работи на зголемување на конкурентноста на креативните индустрии и ќе се мотивираат малите и средни предпријатија од оваа дејност да размислуваат за иницирање заеднички активности. На регионалната работилница во Штип подетално беа објаснети потребите и придобивките од функционирањето на кластерот и кои фирми би можеле да се вклучат во него. Организатор на работилницата беше Центарот за развој на Источниот плански регион, а таа е дел од проектот Вмрежување на мултимедијални центри во прекуграничниот регион Креатива. Денес се присутни повеќе од 30 фирми кои што се бават со креативна индустрија. Значи, овде се присутни дизајнери, информатичари, печатници, ликовни уметници, писатели, делот на производство на чевли, на текстил и многу значајна активност е од причина што оваков кластер во Источниот плански регион не постои. Очекуваме со завршување на оваа работилница да се формира работното тело, кое што во натамошниот период фактички треба да ги утврди и членките кои што ќе бидат на кластерот, заедно со целата правна документација околу регистрација на истиот. Целта на оформувањето на кластер на креативните индустрии е да се заштитат интересите на неговите членки, кои пред се се мали и средни предпријатија. Тој треба да им го олесни настапот на различни пазари во земјата и странство, при што на нив можат да се појавуваат и заеднички како еден бренд од Источниот регион. Оформувањето и профункционирањето на кластерот се очекува за почетокот на идната година. Со половичен успех заврши 18-та јавна продажба на државно градежно земјиште во Кочани. Интересот на граѓаните беше поголем за плацеви за куќи во градот и за викендички на Пониква, додека непродадени останаа парцелите за малостопанските објекти. Граѓаните покажаа интерес само за половина од понудените парцели за изградба на индивидуални објекти во Кочани на 18-та аукција на државно градежно земјиште што ја организираше општината. Се продадоа двете парцели во местноста Прокрка со површина од 870, односно 960 метри квадратни, за изградба на куќи со компатибилна намена, односно, освен за домување, предвидена е и површина наменета за деловни простории. На лицитацијата за двата плаца се постигна цена од 883 денари за квадрат и тие се веќе платени, што значи купувачите наскоро ќе можат да градат. Исто така продадени се уште 5 парцели за индивидуално домување во населбата Трајаново Трло, 2 на улицата Ѓорче Петров во населбата Драчевик и една парцела на улицата Стефка Тасева. Цената што се постигна кај овие парцели се движи од 71 до 140 денари по метар квадратен. Купувачите за нив имаат рок од 15 дена на сметката на локалната самоуправа да ја уплатат постигнатата сума. Во спротивно го губат правото на собственост на плацевите. Голем интерес имаше и за двете парцели за викенд куки и за изградба на хотел на Пониква. При тоа за викендичките се постигна цена од 141 денар за метар квадратен, а за хотелот 72 денари за квадрат. На јавната аукција непродадени останаа 6 парцели на Драчевик наменети за изградба на објекти за производство, дистрибуција и сервиси, односно за лесна индустрија и мало стопанство. За нив немаше пријавено ниту еден заинтересиран купувач, па воопшто не се ни лицитираше. За неполни 2 години тројца загинати и поголем број потешко и полесно повредени лица на патниот правец од Штип до Кочани е билансот во евиденцијата на Штипскиот сектор за внатрешни работи. Најчести причини за несреќите се брзото возење, непочитувањето на сообраќајните прописи и непрегледноста на патот. Вкупно 70 посериозни сообраќајни несреќи се случиле од почетокот на 2013 година до денеска на делницата меѓу Штип и Кочани, стои во евиденцијата на сообраќајната полиција. Во овие несреќи загинале тројца, а со тешки телесни повреди се здобиле 13 лица.
Освен нив, 45 лица завршиле со други потешки повреди, а 36 мина се полесно повредени. Кај 31 сообраќајка имало поголема материјална штета на возилата. Секторот за внатрешни работи Штип делницата од 30 на километри ја дели на два дела, односно Штипски дел од излезот на Штип до мостот на Злетовска река и Кочански од истиот мост до влезот на Кочани. Од вкупниот број сообраќајни несреќи, поголемиот дел, односно 37, се случиле на Кочанскиот дел, при што загинало едно лице, 7 имале тешки телесни повреди, 18 биле полесно повредени, а во 19 случаи е регистрирана поголема материјална штета. Билансот на Штипскиот дел исто така е неповолен, односно во 19 сообраќајни несреќи во изминатите 22 месеци има 2 загинати, 13 лица се со тешки телесни повреди, 18 полесно повредени, а кај 11 случаи има поголема материјална штета на возилата. Полицијата ги бележи и така наречените црни точки, каде најчесто се случуваат несреќите, па така на Штипскиот дел тоа се местностите Трската и Солак, во близина на селата Чардаклија и Балван. На Кочанскиот дел црна точка практично е целата делница, а најопасни се кривините кај селата Чифлики и Уларци, како и делот што поминува низ Облешево. Според полицијата, најкритичен момент за настанување на сообраќајките е периодот после првиот дожд, кога на асфалтот се јавува лизгав слој од прашина и кал, што останува по излегувањето на земјоделската механизација на коловозот. Најчести причини за сообраќајните несреќи, според евиденцијата, се брзото возење, непочитувањето на сообраќајните прописи и непрегледноста на одделни делови од патот. Изградбата на градскиот плоштад одложена на неодреден временски период. Локалната самоуправа годинава реализираше бројни инфраструктурни проекти, но најкрупниот засега останува само визија на хартија. Изградбата на градскиот плоштад во Кочани нема да отпочне во догледно време. Тоа беше соопштено и претходно кога по конкурсот за идејно решение Кочанскиот градоначалник Радко Димитровски нагласи дека локалната самоуправа дополнително ќе даде упатства со кои новиот плоштад би ги задоволил потребите за паркинг, но и за влез до институциите што се лоцирани околу овој јавен простор во центарот на градот. По изборот на победничкото идејно решение, општина Кочани требаше да ја подготви останатата документација, но процедурата запре на неодредено време. Тоа го потврди и председавачот со Советот Јордан Димитров во неговото скорешно гостување во Версус. Се работеше на добивање на проекти, изработка на проекти. Сега за сега не сме во можност да продолжиме со таа иницијатива. Проектот е избран, стоe се до таму каде што е стигната процедурата, до тука сме со таа ситуација. Кои ќе се обезбедат средства, ќе продолжиме понатаму. Изградбата на плоштад во Кочани од правичната идеја досега се сведе на ликовен и графички конкурс. Локалната самоуправа избра 2 архитектонски труда како идејни решенија, од кои во иднина, но некоја подалечна, ќе се реализира реконструкцијата на градскиот плоштад Методија Андонов Ченто. На конкурсот што беше објавен во мај 2013 година пристигнаа 8 дела од архитектите, а стручната комисија при општината се одлучи да издвои 2 решенија што добија трета награда во износ од 10.000 денари. Прва и втора награда на конкурсот воопшто не беа доделени. Преку Facebook профилот уште во првата половина од оваа година, локалната самоуправа објави дека нов плоштад би чинел скапо. Заклучокот на Димитровски беше дека и да се гради плоштадот, тоа ќе се одвива етапно во зависност од финансиските можности на општината. 4-рачно дуо на Ана Гацева и Татјана Ѓорлева, концерт на 2 светски познати пијанистки кои се носат со изворена интерпретацијска умечност, се одража во концертната сала на Основното музичко училиште Ристо Јоруков. И двете се вбројуваат меѓу најуспешните солисти на концертните подиуми во земјава, реализирајќи при тоа повеќе од 80 концертни настапи во земјава и странство. Ретка можност да се слушне концерт на 2 пијанистки Ана Гацева и Татјана Ѓорлева, професорки по пијано на Факултетот за музичка уметност во Скопје. Вистинско уживање во една сјајна и вешта изведба на дела од познати светски автори. Станува збор за пијанистичка креација, полна со динамична еластичност, ретка музичка инспирација која влегува во душата на слушателите. Пред домашната публика секогаш е тешко да се настапува, затоа што таа е критички настроена, меѓу другото нормално и позитивно критички настроена.
Програмата беше составена од композиции на Антони Дворжак и на Жорж Бизе. Тоа беше избор од два поголеми циклуси, внатре собрани во 8 од едниот циклус и 12 од другиот циклус, толку парчиња. Веќе е во тек нашата мини турнеја низ Македонија. Завчера настапивме во Велес, во ликовниот салон, вечерва настапивме овде во музичкото училиште. Следен концерт е во факултетот за музичка уметност во Штип и на крај на 24-ти настапуваме во Скопје на факултетот за музичка уметност. Ние нормално како дуо се надеваме дека наредни проекти ќе имаме и надвор од Македонија, се разбира. И Гацева и Џорлева дипломираат пијано на факултетот за музичка уметност во Скопје. И двете во класата на сега покојната професорка Стела Слејанска. Професор Гацева магистрира пијано на истиот факултет со високото признание за интерпретација. По магистрирањето го продолжува своето усовршување на факултетот за музичка уметност во Скопје, каде што ја завршува првата докторска дисертација по пијано интерпретација под менторство на познатиот пијанист професор емеритус од колеџот од Лондон. Професор Џурлева магистерските студии ги завршува со највисок просек. Докторските ги завршува во истата класа на професор Слејанска, а научно-истражувачката дејност на докторатот ја работи под менторство на професор Димитрije Бужаровски. Инаку и двете пијанистки за време на своето образование и работа соработуваат со врвни светски познати пијанисти и педагози, од кои се издвојуваат Акилес Делвињ, Марчела Крудели, Рита Кинка, Андри Диев, Наташа Велковик и други. Добитници се на високи награди на државни и меѓународни надпревари. И двете се вбројуваат меѓу најуспешните солисти на концертните подиуми во земјава, реализирајќи при тоа повеќе од 80 концертни настапи во земјава и странство. Редовно настапуваат како солисти со Македонската филхармонија, а концерти остваруваат во светски угледни концертни сали и институции во Париз, Њујорк, Виена, Салцбург, Љубљана, Дрезден, Киев, Минск, Загреб, Белград, Софија, Пловдив. На нивниот репертоар се наоѓаат дела од сите музички епохи. Пред кочанската публика настапија со дела од Дворжак и Бизе, со словенски танци и детски игри. Кочани нема капацитет да организира современи концертни настапи на познати пијанисти или музичари, кои би можеле да одржат концерти за воодушевување и за кои ќе се зборува со месеци. Причината е недостигот на квалитетни инструменти, кои во Кочани и во Основното музичко училиште Ристо Јуруков се дотраени и недоволно квалитетни, за да одговорат на потребите за настап на светски познати гости од земјава и странство. Не може во Кочани да се очекува да се организираат настапи на светски познати пијанисти или музичари, оти градот не располага со квалитетни и современи инструменти. Џорлева и Гацева буквално се измачија синоќа на концертот што се одржа во Основното музичко училиште Ристо Јуруков, свирејќи на дотраен инструмент на кој одредени тонови не ни функционираа, зашто прокоментираа и пред јавноста. Јас во Кочани сум настапувала солистички пред, 10-15 години можеби, пред еден голем концерт што ме очекуваше во Скопје, тоа ми беше како една мини проба во Кочани. Чинам дека тогаш инструментот беше во многу подобра форма. Сметам дека не само Кочани, туку воопшто помалите градови низ Македонија заслужуваат, бидејќи имаат талентирани деца, имаат добри педагози, добри директори кои што ги водат институциите, да имаат подобри инструменти, бидејќи од тоа зависи културниот живот. Значи треба да се инвестира што повеќе. Клавирите чинам дека се повеќе се дотрајани. Знаете, музичкиот инструмент клавир не е еднаков на виолина. Виолината со годините зрее и добива на вредност. Клавирот се троши. И од тука сметам дека треба да се и државата да се потикне да се инвестира за да може побогато и поуспешно и ние кога ќе свириме да уживаме уште повеќе во нашите настапи. Оти поддршката ни доаѓа токму од убавиот инструмент. Ова треба да ги загрижи и одговорните во локалната самоуправа. Оти изворениот концерт на Гацева и Џорлева, кој не смееше да се пропушти, можеше да биде организиран во салата на Центарот за култура Бели Мугри, каде што во нивната изведба ќе можеа да уживаат поголем број луѓе. Но услови за такво нешто нема, оти нема соодветен инструмент на кој треба да свират пијанистките. Не случајно и тука треба да се бара причината за намалената култура во Кочани. Оти самиот град не може да одговори на потребите за организирање на квалитетни и современи концерти од светски рамки.
Ако се сее житни култури покасно од 25 ноември, треба да се зголемат количините на семенски материјал по единица површина, апелираат агрономите, кои советуваат да се запази рокот за извршување на есенската сеидба. Да се запази рокот за извршување на есенската сеидба на житните култури, апелираат агрономите. Покрај тоа, и временските услови се идеални во смисла на влага на почвата и воздушна влажност, која што би одговарала и за подготовка на површините и за извршување на есенската сеидба. За да биде есенската сеидба квалитетно извршена, секако треба да биде и добро обработена почвата, да биде изберен соодветен семенски сортимент и соодветно на ѓубрени површини кои што основни ѓубрива, користење на основни ѓубрива за ѓубрење на површините како би имале добри резултати. Затоа што знаеме дека земјоделието и без тоа се наоѓа на ниски гранки, доколку и импровизираме понатаму, секако и резултатите ќе бидат многу слаби. Норма на сеидба по единица површина некаде 30 на килограми по декар пченица, јачме негде 25 до 27 килограми по декар. За количини на ѓубрива кои што би оделе, некоја од домакината пракса е 50 на килограми на 3,15 по декар, меѓутоа најдобро би било да се изврши хемиска анализа на почвата и да се знае кои елементи и микро и макроелементи ги имаме, а кои недостасуваат, па да ги надополнуваме. Знаејќи потребата на растенијата од хранливи елементи, лесно се наоѓа количината на ѓубрива која што треба да биде фрлена во површините. Ако не се запази рокот и ако се сее по 25 ноември, тоа веќе спаѓа во касна сеидба. И ако се случи тоа, тогаш треба да се преземат соодветни мерки во однос на зголемување на количини на семенски материјал по единица површина, советуваат агрономите. Сорти кои што во моментов се наоѓаат во продажба од пченица и јачмени и кои се добро прифатени кај нашите производители се Радика, Миленка, Победа, Македонска родна, Оровчанка и други сорти кои што земјоделците ќе изберат која од споменатите дават добри резултати соодветно на површините или евентуално да користат совети од стручни лица кои што можат да им помогнат во изборот на сортата, додава Стојановски. На крајот од вестите проследете спортската информација. Женскиот фудбалски клуб Кочани в сабота во 12 часот ја пречекува Победа Куманово. На програмата се 2 надпревари во кошарка, како и мечеви во пинг-понг. Викендов на програмата е 6-тото коло во женската фудбалска лига. В сабота се среќаваат Кочани и Победа Куманово на стадионот Никола Мантов, како и Речица и Младо Сиднина са Оризари. Недела 9 ноември на програмата се надпреварите помеѓу екипите на Тиверија и Статов и Конзули и Топгол Борец. Еден надпревар се игра в понеделник кога се среќаваат Ас Юнајтед и Драгон 2014. Втора македонска кошаркарска лига, трето коло. Двојки Михајловски Вардар Апаве, Радови Ште Баскет, Борец Баскет Пелистер, Шкупи Тетекс ТТК и Баскет Дино Црндрим, слободна екипата на Бест. Надпреварот помеѓу Баскет Дино и Црндрим е деби на кочанскиот представник во втората македонска кошаркарска лига пред својата публика. Надпреварот се игра в недела во 17 часот, а влезницата чини 30 денари. Во рамки на М18 лигата се среќаваат екипите на Баскет Академија и Бест, како и Баскет Дино и Радовиш, слободен е Гоце Делчев. Надпреварот помеѓу Баскет Дино и Радовиш се игра исто така в недела во спортската сала кај гимназијата Лјупчо Сантов со почеток во 13 часот. Во рамки на М15 кошаркарската лига в сабота Баскет Дино се среќава со екипата на Ангели во Скопје. Шесто коло во втората македонска пинг-понг лига. Двата локални тима колово се домакини. Двојките се Мултитекс Крушево, Кочани Струмица, Винспин Дебар Маало и Рома Шутка Скопје Рисови.
на Канал 8 завршија. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте убав викенд. Довидување.